Почитувам председателе, почитувам представник, почитувани колеги. Пред нас е предлог Законот за заштита на физичките лица во врска со обработката на личните податоци за цели на спречување на истрагата, откривање или гонење на кривични дела или за извршување на кривични санкции. Она што го истакнуваме постојано овде на Комисијата за европски прашања, дека Комисијата за европски прашања не треба да ги разгледува материјално ваквите закони, затоа што како Комисија за европски прашања се формира само за да практично ги проверуваме кореспондентните табели за усогласеност. Ако го погледнете деловникот и членот 135, сите предлози на закони кои што стигнуваат во собранието, впрочем и треба да бидат усогласени со законодавството на Европската унија за да можат да бидат предлози закони, и тоа е предвидено со членот 135. Уште еднаш станува збор за усогласеност со домашно законодавство и токму тоа и вие го споменавте. Заштитата на личните податоци е уставна категорија во Република Македонија, регулирана со членот 18, дополнително е регулирано со Законот за заштита на лични податоци и регулирањето на оваа материја, иако навистина се усогласува со директивите и препораките од Европската унија, сепак станува збор за внатрешна хармонизација и внатрешно усогласување и потребно е ваквите закони да не ги пуштаме на брза лента, да бидат поквалитетно разгледувани, за да имаме повеќе време да ги разгледаме, затоа што навистина работата и делокругот на работата и она за што е формирана Комисијата за европски прашања е нешто сосема друго, и токму поради тоа апелирам дека е потребно да одат на соодветните матични работни тела за да можеме квалитетно да ги разгледаме. Од она што го видовме во предлог законот, јас сакам да нотирам една, би рекол, аномалија за која што можам да најавам дека ќе се обидеме со амандмани дополнително да ја коригирам. Имено станува збора за членот 46, каде што се предвидува, односно се споменува извештајот за активности. Извештајот за активности според членот 46 се предвидува дека Агенцијата за заштита на личните податоци го доставува до собранието на Република Македонија, и можам да кажам еден навистина штур член во кој што само пишува дека се доставува, а во исто време во другата сала имате Комисија за политички систем, каде што замислите ги разгледуваме годишните извештаи на Советот на јавните обвинители и ги разгледуваме годишните извештаи за работата на јавните обвинители. Сега во месец февруари 2022 година се разгледуваат годишните извештаи за 2020 година, и тоа за истите добивме информација дека се стигнати во собранието на 16.9.2021, односно и требало 3 квартали да поминат на Советот на јавни обвинители и на јавните обвинители за да го достават овде до собрание, па потоа требало да помине уште половина година практично за ние како собрание да можеме да се запознаеме, и впрочем сега секоја реакција ќе биде закаснета. И сега повторно се донесува предлог Закон за заштита на физичките лица во врска со обработка на личните податоци. Во другата сала, ако отидете, ќе видите дека се жалат на законодавството, велат па во законот пишува дека е потребно само да се достави извештај, не е наведена формата и не е наведен рокот. Таа дискусија е во другата сала. И сега во оваа сала донесуваме нов закон во кој што се предвидува собранието да ги прима извештаите од Агенцијата за заштита на личните податоци, повторно истата грешка. Ниту сме предвиделе рок, ниту сме предвиделе соодветна форма. Дали треба да се наведат отстапувањата, дали треба само како бројка, дали како примери, на кој начин ќе се разгледува, кој ќе го разгледува. Затоа ние ќе се обидеме да и верувам дека ова ќе го регулираме и ќе се реши едноставно со еден амандман. Меѓутоа, она што не загрижува нас, она што не загрижува дали ставањето на закони на брза лента овде во Комисијата за европски прашања. Има и други пропусти во законските текстови кои што ние не можеме да ги видиме. Еве ова го забележавме, и тоа благодарејќи токму на овој апсурд кој што ви укажав. Разгледуваме 2022 извештај за работа на Советот за јавни обвинители, за јавно обвинителство за 2020, целосно, небитно, затоа што имаме променети и општествени и економски околности,
протекло многу време за да можеме да реагираме на соодветен начин, а сега овде кога се донесе овој предлог на закон имаме таа иста аномалија. И апелирам уште еднаш владата, извршната власт да води малку повеќе грижа за надзорната функција која што има собранието. Затоа што во Македонија имаме ситуација кога надзорната функција на собранието ни укината. Практично ни е суспендирано правото за пратенички прашања и кога пишувате предлог текстови на закони во кои што извештаите треба да стигнат до собранието, да имате малку повеќе дигнитет, малку повеќе почитување за собранието, затоа што овде седат пратеници кои што се избрани од народот, практично извештаите кои што треба да стигнат до собранието стигаат до граѓаните, па да бидат предложени рокови кои што ќе бидат, се разбира, пократки, се разбира истите треба да дозволуваат на агенцијата, односно на соодветните институции да можат квалитетно да бидат изработени. Во ред ќе имаме разбирање за тоа. Меѓутоа, многу е подобро кога предлагачот ќе води сметка за оптималното времетраење и потребата кои роки отколку ние како пратеници да интервенираме овде со амандмани. Уште еднаш би рекол, за да имаме подобра соработка со извршната власт и конечно собранието да може да се остварува надзорната функција на квалитетен начин. Значи, тие се моите две забелешки, дека овој закон не треба да се разгледува на Комисијата на европски прашања, меѓутоа кога веќе сме овде, кога веќе разговараме за него, кога веќе усвоен дневниот ред, во ред ќе го почитувам тоа. Моите забелешки се на членот 46, најавуваме дека ќе се обидеме да интервенираме со амандмани и апел во иднина, секогаш кога ќе се предвидуваат извештаи кои што треба да се достават до собранието, да бидат регулирани малце по-концизно отколку вака лабаво и неодредено. Ви благодарам.